Во ова издание, вам вие должиме нашата слобода, рекоа Трамп и Макрон, одавајќи им почит на ветераните во Нормандија. А како ветераните се сеќаваат на денот Д, личните приказни на двајца од нив откриваат лузни, свежи и по 75 години. И за крај уметност, интервју со поранешен скулптор на Дизни маскоти. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Вам вие должиме нашата слобода, рекоа денес председателот на САД Доналд Трамп и францускиот председател Емануел Макрон, одавајќи им почит на ветераните на церемонија на американските гробишта во Нормандија. Трамп и Макрон ги поздравија ветераните и го истакнаат духот на соработката меѓу сојузничките држави, одбележувајќи ја 75 годишнината од офанзивата позната како денот Д, што доведе до пораз на нацистите и до крај на Втората светска војна. Тие зборува на церемонија на американските гробишта во Нормандија, каде се погребани повеќе од 9000 американски војници. La France n'oublie pas les 2 millions de soldats. Макрон им одаде почит на оние што ги жртвувале животите, борејќи се за ослободување на Франција, велејќи дека операцијата ја променила иднината на Европа и на светот. Тој зборуваше на француски јазик, но во еден момент се сврте кон ветераните и им се обрати на англиски. We know what we owe to you veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want to say thank you. Знаеме дека вам вие должиме нашата слобода. Во име на мојата држава сакам да ви се заблагодарам, рече Макрон. По неговиот говор францускиот председател ги одликуваше со легија на честа 5 американски ветерани. Трамп пак во неговото обраќање им одаде почит на оние што го ризикувале животот за нивните браќа, држави и за опстанокот на слободата. Today we remember those who fell and we honor all who fought right here in Normandy. Тој исто така повторно ја истакна солидарноста со сојузниците, кои ја прославуваа 75 годишнината оваа недела. Годишниот Џорџ Чампа е еден од ветераните. Тој лично раскажува за неговите жртвувања. Вели дека негова задача било да ги одбележува парцелите на гробовите. Кевин Енокс ја има приказната. Инвазијата на сојузничките сили на Нормандија на 6 јуни 1944 беше најголема поморска операција во историјата. 24.000 падобранци и 156.000 американски, британски и канадски војници се истоварија на плажите. 93 годишниот Џорџ Чампа беше еден од нив и ми раскажува приказната на идните војници. Good morning. Good morning. You guys are all junior ROTC, is that it? Чампа бил на плажите повеќе од една година. Моја задача беше да ги одбележувам парцелите на гробовите за загинатите војници, американци, германци, да бидат закопани во привремени гробишта. 93.000 луѓе кои што загинаа за време на инвазијата, сега се погребани на овие гробишта во близина на брегот на Нормандија. И Џорџ Чампа се присеќава на мачните мигови. Еден ден поручникот ми впери пиштол и ме натера да ги раздвојувам лешовите од војниците. Колку и да било лошо искуството, Чампа се вратил дома по војната и не зборувал за искуствата. Не сакав да го изложувам семејството на ужасите низ кои поминував. И не само тоа, ти си само еден од милиони луѓе кои минале низ слични ситуации за време на Втората светска војна. Можеби некои минале и низ полошо. Преживеаните ветерани како Чампа им го пренесуваат искуството на младите кои планираат да имаат кариера во армијата, за да знаат колку може да е тежок војничкиот живот. Сакам овие деца да знаат дека слободата има висока цена. 16 милиони американци учествуваа во Втората светска војна. Од нив само 500.000 денес се живи. А Хенри Риджвел разговараше со ветеран од Тенеси, кој 3 пати бил ранет, а сепак останал со нескротлив дух на плажата Омаха. Секогаш кога ќе заздравев од повредите, се враќав, вели тој. Многу повеќе за она што тој го преживеал во наредните неколку минути.
Годините си го прават своето. Лузните од битките ги забавија, но пределбата е непроменета. На плажата Омаха група ветерани повторно се најдоа да разменат сеќавања. Меѓу нив тројца кои биле меѓу првиот бран од инвазијата на ДНД, 6 јуни 1944. Расел Пикет имал 19 години. Бил дел од 116-та пешадиска единица. Нашите соборци не ја бомбардираа плажата како што требало и не можеше да најдеме дупки да се сокриеме. Се сеќавам дека чаменцот не можеше да стаса до копното и потоа се освестив како лежам на песок со нозете во вода. Не можев да ги мрднам нозете. Околу 4000 сојузнички војници го загубија животот на ДНД. Германците загубија меѓу 4 и 9000 војници. Пикет бил спасен од друг чамец во време кога брановите почнале да го повлекуваат кон отворено море. Беа спасени четворица потешко ранети. Еден почина во чамецот. Ме префрлија со брод во Англија. Кога заздравев за 6 дена, повторно се најдов на фронтот. И така неколку пати. Секогаш кога ќе заздравев од повредите, се враќав. Пикет бил испратен назад дома во Тенеси во јуни 1945. Многумина од неговите соборци не се вратиле. Се сеќавам на многу соборци кои што загинаа и беа погребани на овдешните гробишта. Има многу пријатели кои почиваат на ова тло. Не можам да ви објаснам како се чувствувам. Ова е мое последно патување. Околу 35 американски ветерани од ДНД се присутни во Нормандија годинава заедно со војници од Британија, Канада, други нации. Со секоја годишнина, бројката на ветерани од ДНД за жал се намалува. Светот има се помалку сведоци да раскажат од прва рака за настанот од пред 75 години, што го смени курсот на војната, но и на самата историја. И за крај на емисијата малку поинакви вести. Поранешен уметник на Дизни изработува карикатури од камен. Негов заштитен знак се шолите за кафе, кој тој ги изработува под посебно мото. А ќе го слушнете веднаш од разговорот што со него го направи Анета Шијакова. Никогаш немој да пиеш кафе сам. Ова е мотото на уметникот Рубин Трейси од Вашингтон, поранешен скулптор на Дизни маскоти. Тој изработува карикатури од камен, така наречени фагли макс, како декорација на шолји, шишиња и други садови. Кога пиеш кафе од шолја со вакво лице, не си сам, имаш друштво. Фагли мак има карактер. Можеш и да зборуваш со него. Ако слушаш внимателно, ќе слушнеш што има да ти каже. Трейси рачно ги изработува камените карикатури. Постапката трае околу 2 седмици. Каде и да се појави со нив, тие привлекуваат внимание. Прв пат гледам вакво нешто. Супер се, уникатни се. Од Атланта туристички дојдов во Вашингтон. Кога ги видов овие интересни шолји, реков, еве што ќе понесам дома. Ова не е карактеристично за Вашингтон, но многу е уметнички, креативно. Во работата на уметникот помага и неговата сопруга Еми. Горда сум што мојот сопруг е уметник и создава дела кои им се допаѓаат на луѓето и кои будат реакции кај нив. Рубен знае како да ги оживее фагли макс. Никој не останува рамнодушен на овие камени лица со насмевки. Уметникот ги изработува и според селфи фотографии, така што секој може да добие шолја со своето лице, но во комична форма. Неверојатно се забавни, смешни. Секој може да го добие својот пар. Тука има садови за различни намени. Некои се наменети за цвеќе, некои се за колачиња. You can put cookies in his mouth and you could dip them in the top. And again, never eat cookies alone. Во други пак можете да налеете виски или квалитетно македонско вино. Здравија Македонија. Благодарам што не гледавте. Ова беше Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Останете со нас и на социјалните мрежи. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ве поздравувам до утре повторно.